Од друга страна, во овие социоекономски односи дали жената може да се ослободи, исто така е прашање. Ако ние сме свесни дека никој во овие социоекономски односи не е слободен, ние, значи како работник, како ученик, како индивидуа, како било што, тогаш не можеме ние да очекуваме дека во овие социоекономски односи жената ќе се ослободи. Како ќе се ослободи? Со тоа што ќе стане подобар предприемач, со тоа што ќе стане, не знам, функционерка, таму заедно со другите буржоаски политичари ќе гласа за исти работи, значи. Ќе го реши проблемот на една жена или на 0,1%. Значи нема да го реши проблемот на останата. Ќе го реши некој проблем, проблем со кој што се соочува класата каде што таа припаѓа, нема да го реши проблемот на текстилната работничка или на некоја друга жена што е маргинализирана по еден куп основи. Јас не мислам дека како истите други проблеми може сега да се бавиме ние само со проблемот како семејно насилство и да го решаваме, нема се речи, значи како треба да се бавиме со проблемот воопшто како насилство, бидејќи еве тоа се прелива и на училиште, пример, булингот. И тоа е насилство. Се поврзува со семејството, се поврзува со учениците, со средината надвор, значи како насилството мора да се, не знам, обсервира што викаш ти како целина и причините мора да се барат од потекнувањето.